Добар ви ден и добре дојдовте во салата пред Домот на културата Иван Вазов Климе на Свечената академија по повод 50 години од формирањето на машкиот кошаркарски клуб Тиквеш Кавадарци. Голема чест и задоволство ми е што сум дел од оваа свечена академија и што ќе кажам неколку зборови за една работа која трае веќе, како што кажавме, 50 години. Една работа која е дел од овој спортски град и која оставила траен белег на минатото, во сегашноста и во иднината. Се разбира дека ќе остане. Честа е уште поголема што легендите на кошарката во Кавадарци ни ја доверија задачата јас да ги кажам првите неколку збора на оваа свечена академија. И за тоа сум бескрајно благодарен. Нема премногу да должиме. Денеска сме тука дојдени да го чествуваме токму тоа 50 години од формирањето на овој спортски колектив. Тоа не е мала работа, напротив, тоа е нешто многу големо, јас би рекол дури и огромно, затоа што Кавадарци е релативно бил мал град кога клубот е направен, меѓутоа, како што гледаме, Кавадарци секој ден се повеќе и повеќе расте. Се повеќе и повеќе се развива, како градот, така и спортските колективи во него. Сосема на почетокот, јас ќе го повикам членот на организациониот одбор на ова што се случува денеска, односно председателот на ветераните на кошаркарскиот клуб Тиквеш, господинот Ристо Камчев, да ви каже неколку збора. Добар ден, убав ден. Од името на Сдружение на кошаркарскиот клуб Ветерани Тиквеш, кои сме иницијатори и коорганизатори на оближувањето 50 годишнината од формирањето на КШ Тиквеш, чест и задоволство ми е да ги поздравам целите гости, луѓето од општина Кавадарци, Советот на општина Кавадарци, од Македонската кошаркарска федерација, директорите и раководството на Евроникел 2005, како и сите присутни кошаркари, сегашни и поранешни, тренери и играчи, кои се присутни на овој настап. Ви благодарам за посетата и створил многу кошаркарски легенди,
Меѓутоа, јас се разбира нема да говорам за тоа. Имаме луѓе многу покомпетентни кои што подолу во настанот ќе ни кажат многу повеќе за тоа. Јас сега само ќе го повикам спортскиот директор на Кошаркарската федерација, нашата легенда Тодор Зочевски. Добар ден на сите. Прво да ви поздравам сите присутни, поранешни, сегашни кошаркари, спортски работници и любители на спортот. Јас прво би се навратам на еден период кога јас бев дел од оваа екипа, која смени повеќе имена во текот на годините, меѓутоа остана најдобриот спортски клуб во Кавадарци. Има најголеми успеси, најголема традиција и се уште продолжува таа традиција, се надевам и успесите. Се сеќавам уште кога бев мало дете, кога со татко ми почнав да одам во салата Партизан, да ги гледам и тренизите и надпреварите, на тој начин ја засакав кошарката и почнав да станувам дел од оваа екипа. На своја 15-16 годишна возраст влегав во првата екипа и верувам дека во поголемиот дел од овие поранешни сегашни спортисти сме имале некои контакти заеднички, кои како тренери со мене, кои како соиграчи, кои сега како ветерани соработници. Екипата, кошаркарската екипа на Тиквеш, подоцна со новите имиња Орка, Фени и сега Евроникел, има направено доста за спортот во Кавадарци. Се надевам дека ќе продолжи така и понатам. Има настапување на меѓународна сцена, има освоено неколку титули, неколку купови, се надевам дека тоа ќе продолжи. Ви благодарам поканата на организаторот и можноста да кажеме кој е свое мало искуство поминато во екипата на Фени. Едино ми е жал што јас не подигнав ниедна титула во овој град. Ви благодарам на сите. Има една интересна анекдота, ја мислам дека точно пате, кога гимназијата кај нас игрееме финале месечине со средното физкултура од Скопје, да. И кога во спортната сала на загревањето, точно на забивањето да скрши таблото. Уште тогаш се знаеше дека ту ќе ја земе, после се префрлиме доле у Партизан и ги типаме 30 разлики. Чисто и голопиво. Кажам дека овој град тражил многу кошаркарски легенди, многу спортски легенди. Вече од денеска сме тука да ја чествуваме токму кошарката. Како што кажав, има луѓе многу покомпетентни од мене. Најкомпетентен, јас би рекол, е господинот Петре Камчевски. Кој ќе ни каже буквално се за кошарката, за машката кошарка во Кавадарци. Поведете, господин Камчевски. Почитувани спортисти, поранешни и сегашни кошаркари, тренери, спортски почитувачи на кошарката во нашиот град. Денеска ќе се обратам во тројно како поранешен играч, како поранешен тренер и како актуелен историчар, а ова што го одбележуваме денеска е веќе. Денеска одбележуваме еден значајен юбилеј во историјата на кошарката и историјата на спортот во нашиот град, 50 години од формирањето на кошаркарскиот клуб Тиквеш, безспорно еден од најуспешните спортски колективи во Кавадарци. По иницијатива на група спортски работници, меѓу кои Илија Карловски, Бранко Ивановски, Диме Галачев,
Живко Пенчаров, Живко Попов, Тинчо Видов, Радко Прескакулов, Блажо Камчев, Драги Христов, Илия Лелов, Ико Каров, Христо Анджушев, Методи Ацев, Димитър Пецов, Ване Лелов и други. По представителите на Дом на културата се лъжа основничко събрание, на което беше формиран кошаркарски клуб Тиквеш. 2 дена по-достойно държан състанок, на който е избран управен в Лелова за председател Бранко Ивановски, Илия Лелов за секретар, а професорът Живко Пенчаров за тренер. Останалите членове на управителния отбор бяха Христо Анджушев, Драги Христов, Драги Петров, Киро Попангелов, Ико Каров, а играчите Зоран Мукетов. За да го повързвам континуитетът на историята на кошарката в Каладарци, потребно да се знае дека кошарка в Каладарци започна да се игра още до 1959 година. Под водството на наставникът Димо Димовски бил формиран кошаркарски клуб Партизан. Меđutim, по неколко години постояние клубът одиграл неколко турнири, меđutim не постигнал некои завършителни резултати и 1968 година клубът се разформира. Под водството на тренерът Живко Пенчаров, екипата в пролет 1970 година участвала на първият кошаркарски турнир за попълнуване на Македонската кошаркарска лига, на който се отидат на второто място и не успяха да влезе в лигата. Новата шанса кошаркарите на Тиквеш не я пропушли в есен 30 година, кога по 4 одиграни турнири, засилени с Ано Кимов и Трайче Пенчаров, успяхме да влезем в втората Македонска кошаркарска лига. Първият натвор в Македонската кошаркарска лига, кошаркарите на Тиквеш, засилени с Александър Князев и Сашо Кировски, го одигра на 4 април 1971 година против екипите на 22 октомври, откочени кои забележат им убедлива победа от 102-64. Тиквеш тогаш играше в състав Александър Князев, Сашо Кировски, Мире Спанджов, Блаже Петрезанов, Мария Мацев, Киро Спанджов, Ордан Чототов, Бождар Гешевски, Петър Камчевски, Зоран Мукетов и Александър Галапчев. Първата непреваручка сезона, в която се играше пролет-есен, Тиквеш Босов отличи по 4-то место, а пред нас била екипите на Младост от Битола, Нико Скопи и Фосил Столица. В овој период екипите я води тренер Христо Анджушев. Потребно е да се знае дека прв домачин на клубот, односно економ беше Петро Каров, а да го спомнам и Васил Ташев, Алчо, кој беше најдолги години со нас кошаркарите. Първата международна средба кошаркарите на Тиквеш е одиграна на 2 август 1971 година со полската екипа на Туров от Зложерац. Това беше редка можност за нашите кошаркарите за пръв път да отидем в странство, къде бяха мощни срещни причекани, а съчарани на средба са много нашници, избегани от Балканската война в Гърция. На първият натвор победи Туров са 85-78, а от правото полувреме водеха с 7 кошеви разлика. По налеговият период, първо вече се Македонската кошаркарска лига, постигнахме променени резултати. Така в 1972 го загледаме на 6-то место, 73-то 10-то место, 74-то 10-то место, тренер на екипата Трайче Пенчаров. По променен 75-76 го загледахме, това си играше есен пролет. Го загледахме 4-то место, 76-77 се пласира в бъдеще по високо и го освоихме 3-то место. Най-добър успех кошаркарите на Тиквеш постигна в 1977-78 година, когато се надпреварувахме в Македонската суперлига, където го освоихме отличното второ место. Екипата тогаш настъпуваше в състав Гечевски, Каровски, Момчев, Толиванов, Тенков, Шкартов, Тотов, Ристо Камчев, Чейков, Петър Камчев, Йованов, Мария Нацев и Панчо Минов. Тренер на екипата Димитър Пецов. От 1978-79 го зазедохме 8-то место, а в 1979 84-то место. В 1981 дойде до промен стручен щаб за тренера Иленован Камчевски, а за него помощник и играч Ордан Чототов. Тази година го освоихме 3-то место, а и в наредната 1982 година повторно го зазедохме 3-то место. За вече в 1983 година да освоим второто место, а правото ни избега за само 2 бода. На 11 април 1982 година юниорската екипа на Тиквеш по мощна силна конкуренция с кошаркарски клуб Работнички, металски завод Тик от Скопие и домачина Струмица на финалния турнир за юниори в Струмица го освои второто место в Република Македония. Като резултат на добрите игри Методий Каровски и Блажа Мица бе избрани в състава на юниорската репрезентация на Македония.
За овој период сметам за потребно да ги истакнам неколкумина членови од управата на клубот, како Дими Ѓорчев, Бранко Ивановски, Кирил Нестолчев, Ваня Релов, Драги Христов, Трајче Танчев и други, судиите Васо Левов, Дино Белчев, Григор Гах, спортските лекари, Киро Коцев, Живко Поповски, Никола Момчев, спортските новинари Бранко Ивановски, Илија Каров, Дуко Каров, Димитар Можев, Александар Бузевски, Илија Релов и други. За прв пат во својата историја во на преводачката 1984 или поточно на 27 мај 1984 година кошаркарскиот клуб Тиквеш го освои првото место во Македонската кошаркарска лига. Екипата настапуваше по состав Шкарков, Бедежаков, Научев, Каровски, Арцев, Василев, Тодоровски, Мицев, Мирезлав, Тотов, Минов, Христо Камчев, Бождар Гречевски, Грозданов и Сазов. Тренер екипата е Петре Камчевски. Во избор на спортист на годината за Каваларци за 1984 година Ѓоко Беџаков е избран за спортист на Каваларци, а иста таа година по резултат на освоеното прво место, председателот на клубот Киро Несторчев е избран за најдобар спортски работник во градот. Таа година беше година на успех на кошарката во Каваларци, во која кошаркарскиот клуб Тиквеш беше прогласен за најдобар спортски колектив во Каваларци. Потребно е да се истакне и тоа, дека салата на вишките за телесно сактување Партизан беше секогаш исполнета до последно место. За прв пат беше формирана и навигачка група која предводела Дано Мојсов Табакот, Петре Митревски, Киро Каров Откота, Ивтин Китев, Махир Каджимустафов, Бранко Меркаш и други кои беа наши 6 играчи. Меѓутоа, за жал, поради реорганизацијата на кошаркарските лиги во тогашна Југославија, да Тиквеш повторно остана да игра во првата македонска кошаркарска лига. Во таа иста година одигравме и две меѓународни надпревари со кошаркарскиот клуб Радничкиот Пирот и во двете средни победи Тиквеш со 97-81 и 83-78. Во 1985 екипата првенството започна значително ослабена по заменувањето на Ѓоко Беџаков, Ѓоко Научев по редовите на ККС во Скопје, Панчо Минов во ЈНА, како и тешката повреда на Методија Каровски, кој на надпревара со Варна ја скрши подполениците и долго време беше оддалечен од кошаркашкиот терен. Но и покрај тоа екипата постигна солиден резултат и го зададе четврто место. Во 1985-86 за тренер на екипата е именуван од Анчо Тотов. Во овој период Тиквеш го зададе 12-то место. Во 1987 четврто место. Во овој период голем принос во развојот на кошарката на нашиот град даде младиот Методи Каровски, кој поради добрите игри за екипата на Тиквеш двата и прогласи за спортист на Каваларци во 86 и 1989 година. Во овој период како тренер со екипата работи Киро Спанжов, а нешто подоцна и Христо Камчев. Она што е карактеристично за постигнатите резултати на КК Тиквеш во Македонската кошаркарска лига е тоа што јадото на екипата беа играчи од Каваларци од младенската школа на клубот. Бидејќи имавме солидни резултати, услови за работа во салата на ДПВ Партизан, екипата на Тиквеш тренираше најмалку 4, а неретко и по 5 пати во неделата се играше салата, само недела беше слободен ден. Во првите 15 години бевме секогаш тенки на центарски позиции, а неретко игравме со центри и крилни играчи не повисоки од 1,90 м. Меѓутоа, она што ни недостасуваше, да надобивавме со голема борбеност, пожртвуваност, а можеме да се пофалиме од секогаш Тиквеш имал добри рекови и доста прецизни шутери. Исто така можам слободно да кажам дека другарството и меѓусебното почитување меѓу играчите беше на високо ниво, а тоа почитување трае денес по завршување на нивната спортска кариера. Во 1988 година за председател на клубот е именуван Панчо Минов, а тренер е Анчо Тотов, таа година клубот се пласира на 11-то место. Од 1988 до 90 година тренер на екипата е Димитар Пецов. Во овој период клубот го зазаде во 88 петото место, во 1989 четврто место, а во 1998 петото место во Македонската кошаркарска лига. Таа година доаѓа и до промена на управниот одбор за председател именуван на клубот од Анчо Таски. Во овој период екипата настапува во состав Каровски, Беџаков, Момчев, Мицев, Лазаров, Пановски, а од младите Бродица Стефанов, Вашко Делов, Никола Златев, Никола Каровски, Александр Кончаров, Оливер Николовски.
Во овој период председател на клубот е Стојан Ристов, а еден од председателите на клубот е Јацо Митев селектор. За прв пат во својата историја кошаркашкиот клуб Тиквеш добива спонзор и неговото финансирање целосно го превзе на предпријатието Деком на Нико Петров, со што и клубот се преименува во Тиквеш Деком. Во 1992 година кошаркашкиот клуб Тиквеш доделеше првото место со Валдор Скопје и по неколку одиграни плей-аут на превори успеа да влезе во првата македонска кошаркашка лига под водство на тренер Димитар Пецов, а негов заменик Петре Камчевски. Во првенството 1993-1994 тренерот Пецов понесе оставка за тренер и донесен Владимир Георгиевски Паланка, а негов заменик Сашо Танасов. По завршување на сезоната Тиквеш го зададе последното место само 3 победи, 17 порази. Ја напушти првата македонска лига, а спонзорот на клубот се откажа од понатамошна сработка. Во наредната сезона се најде нов спонзор, тоа е фирмата Иноспектор на Зорете Велковска и именуван е нов управен одбор на чело со Блажо Морсов за председател, а Џоко Беджака за технички директор. Тимот беше заеднат со првиот сам играч Бонер Апшоу од Соединените американски држави. Клубот во сезоната 1994-1995 година го води Саша Атанасов, а негов советник Димитар Пецов. Екипата најчесто настапуваше во состав Каровски, Мица Томончев, Вашко Белов, Тодор Дечевски, Апшоу, Оливер Николовски, Зоран Димовски, Владко Димовски, Рајче Лазаров, Мик Попановски, Димитар Хцимов, Лазар Турманжов, како и неколку млади играчи. За екипата која брои 13, во лигата која брои 13 екипи Тиквеш го освои првото место и избори класно да се надпреварува во македонската кошаркарска лига. На 12 септември 1996 година Тиквеш за прв пат игра во купот на Радови коледж со екипата на УСКА од Прага. Во првиот натпревар победи Тиквеш со 78-77, а во Прага загубивме 104-77. Тренер на екипата се Благој Печојев и Сашко Атанасов. Мощна силна екипа кошаркарскиот клуб Тиквеш имаше во 1997-1998. Кога клубот го превзеде Орка Холдинг, за тренер беше именуван Заре Марковски, а негов помошник Сашо Атанасов. Екипата настапуваше во состав браќата Илија Душан Боцевски, Дејан Јовановски, Артем Кучо, Златев Карловски, Буров Самарџиев, Рендибар, Гоце Андрески и Тодор Гечевски. И попред тоа што така силна екипа беше фаворит за освојување на титулата, го освоихме само второто место, а бевме второ класирани и во купот на Македонија. Во 1998-1999 година Сашко Атанасов е повторно во клупата на клубата на Тиквеш, а во овие 3 години како играч доминираше младиот репрезентативец на Македонија и играч на Тиквеш Орка Тодор Гечевски. За својот принос во развојот на кошарката во Калаверци, Гечевски на 4 пати прогласен за најдобар спортист на Калаверци во 1995, 1997, во 2004 и 2005 година. А Сојузот на спортот во Калаверци во 2011 година му е добил титулата најдобар спортист на сите време. Во преводачката 1998-1999 година Тиквеш Орка настапува во состав Евтимов, Пинчаров, Андревски, Златар Гечевски, Артем Кучо, Карловски, Зоран Димовски, Каджиорданов, тренер Сашко Атанасов. Голема помош клубот во овој период има од Дима Алексов, доктор Дима Алексов, кој беше еден од најактивните членови на управата заедно со Блажо Мојсов, Страшо Манимков, Јордан Волчев, Миле Анастасов. По откажувањето на спонзорството на предпријатието Орка, кошаркарскиот клуб Тиквеш се соочила со финансиска криза, која особено изразена со одењето на Тодор Гечевски во екипата на Николферт. Во овој период основно прашање беше клубот да обстане. Во овој период 2002 година председател на клубот е Дима Алексов, а од управата најактивни членови се Страшо Манимков, Христо Ставров и Јордан Поцев, Димо Чукарков, за обележување на прифаќањето на неколку фирми да помогнат во финансирањето на клубот. Во овој период со екипата на кошаркарскиот клуб Тиквеш како тренери и стручни лица работат Сашо Атанасов, Сашко Пановски и Милан Колев. Кошаркарскиот клуб Тиквеш во овој период се подпира главно на играчи со средните редови. Во 2005 година започнува ново поглавје во историјата на кошарката во Калаверци. Кошаркарскиот клуб Тиквеш го презема под патронство комбинатот на Фера Никел од Калаверци и клубот се надпреварува во втората македонска кошаркарска лига.
Тука ќе го нагласам придонесот на Димитар Ѓорѓиев, Ване Филков, Илија Хаджи Николов, Развиго Ристов и други кои несебично помогнаа клубот да остане. Во напреварувачката 2005-2006 клубот да освои второто место и стигна до четвртфиналата на Купот на Македонија. Во 2006-2007 година кошаркашкиот клуб Фени се напреварува во првата македонска кошаркарска лига, во која го зададе шесто место, а играше и четвртфинала во Купот на Македонија. Екипата беше засилена со неколку играчи како Дијан Негов, Александар Полонович, Драшко Томич, Борче Даскаловски, Двејн Оканти и Јури Кейси. Тренер на екипата Емил Рајковиќ, негов помошник Лјупчо Маленко. Најголем успех на Фени Индус и во овој период постигна во 2007-2008 година, кога го освои првото место во Македонската кошаркарска лига, а го освои Купот на Македонија. Екипата тогаш играше во состав Ангелов, Паснарков, Самарџиев, Ѓуров, Радулович, Гоцевски, Димитровски, Крстев, Јовович, Брекович, Доналд Пол, Михайловски, Талик Браун, Попович, Манев. Тренер беа Емил Рајковиќ, негов помошник Лјупчо Маленко. Во оваа прилика сакам да потенцирам една личност, голем љубеник на кошарката во Каваловци, еден од водечките раководни луѓе во комбинатот Фени Индустрија, Амир Абет, за чие име се поврзани најголемите успеси на кошаркашкиот клуб Фени Индустрија. Во наредната 2008-2009 Фени го освои второто место, играше и полуфинале во Купот на Македонија и полуфинале во Биг лига. Својата доминација во Македонската кошаркашка лига Фени Индустрија потврди во 2009-2010, кога постигна и најголемиот успех во својата историја, освојувајќи го првото место во Македонската кошаркашка лига. Таа година го освои Купот на Македонија, а играше и полуфинале во Биг лига. Своите добри игри во Македонската кошаркарска лига и во меѓународните натпреварувања Фени Индус ги потврди во 2009-2010-2011, кога исто така водеше главен збор во Македонската кошаркарска лига, каде ја освои шампионската титула, а беше и шампион во Биг лигата. Негови нови играчи беа Дарко Соколов, Џарит Фрајт, Зинче Тасовски, а со клубот го водеше истиот тренерски состав. Во 2011-2012 година Фени Индустрија играше во плей-офот и го зазаде второто место во Македонската кошаркарска лига. Во 2013-2014 година, по 8 години раководен со стручен штаб, Емил Рајковиќ се поднесе оставка и замина во постав Република Полска. Првата екипа на Фени Индустрија ја преземе неговиот помошник Лјупчо Маленко, а таа година Фени Индустрија го зададе 8-то место. Во 2015-2016 Фени го зададе 4-то место, 2016 беше 5-ти, а во 2017-2018 исто така 5-то место. Тренер на екипата Лјупчо Маленков, кој од страна на Кошаркарската федерација именуван за помошен тренер на Македонската кошаркарска репрезентација. Во 2018-2019 година Фени го зададе 7-то место, а од 8 јули 2019 година Фени Индустрија го промени името и клубот се вика Евроника, 2005 тренер на екипата е Горан Самарџиев. Како резиме, сакам да истакнам дека кошаркарскиот клуб Тиквеш Детон, Тиквеш Иноспектор, Тиквеш Орка, Фени Индустрија и Евроника 2005 година дава голем прилог во развојот на кошарката на Кавалевци во Република Македонија и пошироко. Од нивните редови произлегува репрезентативците Тодор Гечевски, кој прито има одиграно најголем број на превари за македонската кошаркарска репрезентација. Потоа репрезентативец Борица Стефанов, кој играше во неколку познати европски клубови, и 20 Гечевски и Стефанов беа дел од екипата и стручен штаб, кој до 2011 година на Литванија на Европското првенство во кошарка го постигна најголемиот успех на македонската кошаркарска репрезентација, освојувајќи го одлучното 4-то место. Од редовите на кошаркарскиот клуб Тиквеш произлезе и репрезентативецот Горан Самарџиев, кој во 1997 година беше прогласен за најдобар млад спортист во Република Македонија, а од редовите на КК Тиквеш потекнал и репрезентативецот Христо Стефанов. Тука да не ги забораваме и останатите играчи кои повеќе или помалку придонесоа за овој успех на кошарката на Кавалевци. Волимо да благодарам за членовите на управата, спонзорите на клубот, за најиграчите и најиграчките групи, на кошаркарските судии, на клубските лекари и физиотерапеути, на домаќините на клубот, Академија Браво Кавалевци,
кој неизмерно го сака овој спорт, без чија поддршка сигурно дека немаше да остваримо она што го постигнавме низ сите овие години. Искрено се надевам дека генерациите што доаѓаат честуват се оваа успешна приказна да продолжи и да даде Господ да има многумина од вас се разбира од помалите кои ќе одбележат 100 години од историјата на овој кошаркарски клуб. Денес кога одбележуваме овој значаен юбилеј од историјата на кошарката во Калаварци, можам со сигурност да истакнам дека кошаркашкиот клуб Тиквеш Декон, Тиквеш Иноспектор, Тиквеш Орка, Фени Индустри и Евро Николс 2005 представуваат најуспешниот и најтрофејниот спортски колектив во категоријата на колективни спортови во Калаварци. Овие 50 години клубот освои 4 титули првак на Македонија, на 2 пати го освои Купот на Македонија, а еднаш бива лигата и на 4 пати го залезе до второто место. Неговите играчи по завршување на спортската кариера станаа познати политичари, градоначалници, лекари, професори, општествени работници, стопанственици, познати и признати лекари и членови на ръководството на македонската кошаркарска репрезентација. Со еден збор клубот стана раsadник на успешни луѓе кои оставиат белег во нашиот град и пошироко. Нека ми биде простено ако некој во оваа прилика го пропушти, бидејќи скоро невозможно да се каже се во овие 20 минути да се случило пред точно половина век. На крајот сакам да оддадам признание на оние играчи, тренери, спортски работници, поддржувачи на кошарката и на кошаркарскиот клуб Тиквеш, кои не се меѓу живите, а нивните имиња остана врежани и градени во историјата на овој спортски колектив. И сосема на крајот, волам да благодарам до вас, почитувани присутни, кои помогнавте да се збогати во наши юбилеи со вашето присуство, внимание и благодарам. За историјатот на машкиот кошаркарски клуб Тиквеш говореше господин Петар Камчевски. Меѓутоа, за да ја комплетираме цела ова приказна, мораме да кажеме неколку збора и за иднината на овој кошаркарски наш клуб. Затоа ќе го повикам на сцената генералниот менаџер на машкиот кошаркарски клуб Евроникел 2005, господинот Ване Велковски. Почитувани гости, да се види дел од клуб со ваква импресивна историја, стварно представува за сите нас кои сме членови на клубот привилегија
и огромна чест и опрска, за да се продължи понатко с остваруването на по-добри резултати. Знаете дека в преверувачката 2017-2018 година клубът имаше отредени финански проблеми, но благодарейки пред се на довербата и изтрайността на играчите, структурния щаб и на Евроникел, клубът се стабилизира и миналата сезона финансови, организационно и играчки се стабилизира. Ова на преверувачка сезона управата и структурния щаб, начело с прославениот кавадарички кошаркарски ас Горан Самарджиев, се направи ростер от млади и изкусни играчи со кошаркари от кавадарци, кои што буквално гинат на теренот на секој надпревар и моментално поделат второто место на табелата и че замолам со еден аплауз да ги поздравим кошаркарите на Нашиот императив е секогаш да бидеме најдобри и се надеваме дека сите ние што сме во клубот ќе опратиме довербата на инвеститорот Евроникел и ќе оствариме целта за оваа сезона борба за титулата и освојување на барем една титула. Иднината сепак им припаѓа на младите и затоа главен акцент моментално на клубот се става на работата со младинските категории. За оваа сезона во категориите М16 и М18 е направена многу добра селекција од млади играчи кои што моментално одлично го представуваат клубот и се убедливи лидери во нивните групи. Кавадарц бил секогаш расник на добри кошаркари и репрезентативци, па се надвам дека и овие млади кошаркари, кои што се веќе членови на повеќе национални селекции, ќе бидат гордост на нашиот клуб и на Кавадарци. На крај, сакам уште еднаш да се заблагодарам на вас, основачите, кошаркарите, кошаркарските работници и помагателите на спортот и на Евроникел Индустри за вашата успешна и истрена работа, за да се доведе клубот на ниво да биде најуспешниот спортски колектив во градот и гордост на сите нас. Ви благодарам и сакам да ви поканам по-масовно да присуствувате на надпревар. Сосема за крај, во името на организаторите на ова прекрасна манифестација што се случи денес по повод 50 години од формирањето на машкиот кошаркарски клуб Тикреш. Тоа се ветераните на кошаркарскиот клуб Тикреш, кои што го заслужуваат, се надевам, последниот аплауз за денеска. Од името на Евроникел Индустријс, од името на Евроникел 2005 кошаркарскиот клуб и од сите спортски работници, сакам да ви се заблагодарам за присуството, како што кажа и господинот Филбовски, да продолжиме да го бодриме нашиот најдобар овој колектив спортски досега и овој изминатите 50 години и понатаму да продолжиме да се гордееме со нив. Јас се надевам дека тие ќе не направат горди, сакат да не прават горди, се разбира. И сосема за крај ќе ве поканам на една мала коктел дружба тука во галеријата напред и така да си ја прераскажеме во оваа прекрасна манифестација. Благодарам.